Прво издание на дневникот на Канал Плюс. Добар ден. Еве кои настани му дадоа белек на денот. Три од 4 хидроелектрани кои ги гради италијанската Кондоте се на истокот. Електраната на Ештеричка река над Пробиштип со работа стартува наскоро. Од денес стартува со работа информативниот центар за превенција, проект на секторот за внатрешни работи Штип. Центарот е лоциран во едношалтерската канцеларија во Кочани. Викендов од бутик за венчаници во Штип украдена е најновата колекција невестински фустани. Италијанската градежна компанија Кондоте гради 4 хидроелектрани во земјава, од кои 3 се во источниот регион. Едната електрана е на Ештеричка река, е веќе готова и ќе стартува со работа наскоро, информираше министерот за економија Незири. Останатите 3 електрани, од кои едната е на Кадина река, а 2 на Зрновска, уште се во фаза на изградба. Со околу 19 милиони евра италијанската компанија Кондоте ќе гради 4 хидроцентрали во Македонија, од кои 3 се на истокот. Првата хидроелектрана на Ештеричка река над Пробиштип ќе стартува со работа зимава. 2 се на Зрновска река Кочанско и една на Кадина река Скопско. Тие се во различни фази од градба, соопшти од Министерството за економија. Ова инвестиција придонесе за ангажирање на многу локални компании и придонесе позитивно за развивање на економијата во делот каде што се градат овие хидроелектрани. Иако влегува во Македонија само со 19 милиони евра, дава надеж дека ова компанија е потенцијален кандидат да продолжи со инвестиции во Република Македонија. Целта на изградбата на хидроелектраните е да се зголеми производството на енергија од обновливи извори и секако да се добие поевтина струја од сегашната. Очекувањата се дека електраните ќе произведат 7,5 мегавати енергија. Во општина Кочани од денеска започна со работа информативниот центар за превенција на секторот за внатрешни работи Штип. Центарот е лоциран во едношалтерската канцеларија, каде ќе има прием на странки и консултации, совети, давање и примање информации од граѓаните од областа на безбедноста. Од денеска во општина Кочани започна со работа информативниот центар за превенција, с проект од областа на превенцијата на секторот за внатрешни работи во Штип. Целта на овој проект е да ја подобриме безбедносната состојба на подрачјето на СВР Штип и да бидеме поблиску до граѓаните, да можат тие слободно да приоѓаат до нашите полициски службеници и да ги кажуваат нивните проблеми со кои се среќаваат и доколку имат некои нејасноти во некое прашање, слободно да пристапат према кон нашите полициски службеници и да добијат одговор на тие прашања. Центарот е лоциран во едношалтерската канцеларија, каде што е присутен еден полициски службеник заради прием на странки и консултации, укажувања, давање совети, давање и примање информации од граѓани од областа на безбедноста. Од денес па натаму секој четврток во просториите на општина Кочани, поточно во едношалтерската канцеларија на општината, во времето од 9 до 15 часот ќе биде присутен еден полициски службеник на кој што ќе можат да му се обратат граѓаните и да разменат одредени мислења, искуства, да бидат дадени одредени насоки за постапување. Полицискиот службеник ќе цени доколку смета дека е потребно, тогаш ќе го упати граѓанинот во полициската станица Кочани заради изготвување на соодветни службени материјали. Целта на информативниот центар за превенција е полицијата да се приближи до граѓаните и да се избегнат непотребните чекања во полициската станица. Секој четврток офицер, односно службено лице од полициската станица во Кочани ќе биде во едношалтерската канцеларија во општината Кочани. Овде го упатувам апелот до сите граѓани, оние кои што им е незгодно да отидат во полициската станица и да пријават неправилности, да дојдат во општината, во едношалтерската канцеларија и сите тие неправилности да ги пријават, односно да се чувствуваат дека ги пријавуваат во општината, не ги пријавуваат во
полициската станица. По истите ќе бидат превземени сите мерки кои што се во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Оваа активност веќе 1 месец се реализира во општините Зрновци и Чешинова Облешева, а во општина Кочани ќе се спроведува секој четврток од 9 до 15 часот. Со палење на суроварски огнови вчера вечер започна славењето на Стара Нова година. Во Штип најдолга традиција на славење со оган и кумови има населбата Железничка. Оган и адети имаше и синоќа, но беше траорно и тивко. Сите обичаи беа во знак на почит кон трагично загинатиот председател на урбаната заедница Железничка Ристе Шалев, кој животот го загуби во сообраќајна несреќа на почетокот на годината. Овој празник е факти почеток на црковната нова година. Свети Василий Велики е еден од поголемите светители кај нас во православните земји, што е брануви православната вера и што се борил за православната вера. Иначе тука традиција е 23 години да се пале, се благословува колачот и после се пале огинот. Оваа година за прв пат, а место заедница одлучи скромен подарок на кума што ќе се падне паричката крстче, како знак на во чест на Свети Василий Велики. Посебно задоволствувам што се падна паричката во мене, што ќе бидам нареден кум и посакувам многу здравје и среќа на сите присутни и што не се присутни тука. Голем манастирски собир се одража денеска и манастирот посветен на Свети Василий на планинските предели на Пониква. На собирот присуствуваа голем број верници од општините од регионот. Големиот број верници кои го посетуваат овој верски храм налага до изградба на манастирските конаци. Верници од Кочани, Виница, Пробиштип, Македонска, Каменица и други населени места, како и туристи од Скопје и Куманово, денеска во манастирот Свети Василий Велики го прославија големиот христијански празник Василица. Во црквата посветена на овој светец се одржа свечена Василева литургија, со која чиноначалствуваше владиката Иларион. Најнапред, нека е честит и вечен празникот, нека е честито и благословено новото лето 2016 Господово. Посакуваме во ова новата година да има многу радост, многу здравје, среќа и напредок. Благодат во народот и благодат во полињата за мир и благосостојба во светот. На ова свето место, благодарение на нашите ктитори, кои што го изградија овој манастир, веќе ова место оживува и на овој ден народот се собира да го прослави големиот светител, Светиот Василий Велики, на кој што е посветен овој храм, но исто така и да го прими благословот Божи за новото лето Господово, бидејќи според јулијанскиот календар денеска е црковна нова година. Меѓу оние кои не пропуштаат да бидат дел од празнувањето на светецот, кој воедно е заштитник на планинарите, е градоначалникот Радко Димитровски, како и градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски. Мене ми е задоволство што можам овде на Пониква на 1650 метри надморска височина, првиот ден по јулијанскиот календар, да им посакам среќна нова година на сите православни христијани, сите оние кои што го слават овој ден. Јас би сакал најнапред да ја честитам Стара Нова година, да посакам многу успеси, многу среќа и здравје на сите наши граѓани. Меѓутоа би сакал и да напоменам дека веќе неколку години наназад заедно со општина Кочани имаме одлична соработка и се надевам дека и во иднина на ова место на Пониква заеднички и со поддршка на владата на Република Македонија ќе имаме нови инвестиции и навистина Пониква ќе прерасне во еден од најубавите спортско-рекреативни центри во цела Република Македонија. Во празнична атмосфера и планински амбиент, како што може да понуди само Пониква на 1600 метри надморска височина, за верниците беше организиран манастирски ручек за здравје. Општина Македонска Каменица набави нова механизација за потребите на јавното претпријатие Камена река. Вкупната вредност на механизацијата е 3 милиони евра. На барање на јавното комунално претпријатие Камена рек, а согласно одлуката на Советот на општина Македонска Каменица донесена во 2015 за набавка на нова механизација,
Јавното предпријатие Камена река денес доби 3 нови машини кои ќе послужат во секојдневното извршување на обврските кон граѓаните во повеќе сфери од незиното работење. Јавното предпријатие набави 3 машини кои што ќе бидат користени од страна на јавното предпријатие и тоа едната која што сме овде, која што гледаме, тоа е една градежна машина која што ќе служи за изградба на водоводни канализациони системи, но и за одржувањето на каналите во селските средини. Една машина за чистење на главните сообраќајници во општина Македонска Каменица, како и машина за просипување на сол за одржување на патиштата во зимски услови. Повозрастните жители на Македонска Каменица сметаат дека со новата механизација полесно ќе се решаваат проблемите кои ги имаат со канализационата мрежа и патната инфраструктура. Канализација нема, пат немаше. Пат немаше, улици немаше. Добро се прави, хубаво се прави сега, хубаво. И улици, и патиша, хубаво се прави сега. Нека помогнат за децата, за нас, за развијата гајде. Инаку инвестицијата е вредна 3 милиони денари, а како што истакна градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски, согласно можностите на општината и јавното предпријатие, слично до опремување со соодветна механизација во насока на подобрување на услугата кон граѓаните се планира и во наредниот период. Првата крводарителска акција годинава во Делчево се цени како успешна. Општинската организација на Црвениот крст минатата 2015 година ја заврши со 120% остварување на годишниот план, што и понатаму ја вбројува општина Делчево меѓу најактивните во државата. Првиот ден од Стара Нова година делчевчани го искористија уште еднаш да ја покажат својата хуманост на дело. Првата крводарителска акција во 2016 година ги исполни просториите на општинската организација на Црвен крст Делчево, организација за која минатата година со 120% исполнет годишен план за работа беше повеќе од успешна. 2015 година ја завршивме со реализирани 915 крвни единици и годишниот план од 730 крвни единици е реализиран, со 120%. И годината што помина, 2015 година, е година со надмашен план во однос на крводарителството. Инаку ова е прва акција што е организирана во оваа година. И воедно користам прилика да ги поздравам крводарителите, да им ги честитам празниците, да им посакам добро здравје и се разбира на моја лична благодарност до нив, зашто навистина тоа се најхуманите луѓе и моја огромна чест и задоволство, дел од мојата професија и работно време да го поминувам заедно со нив. За крводарителите, денешната акција беше нова можност да се покаже хуманоста на дело и да се подари од капката која за некого значи живот. По последните 27-8 години сум активен крводарител. До сега имам некаде околу 100 пати крв дадено и сега. Како е чувството за оние што не верувале? Прекрасно. Треба се проба да се види. Делчевчани што мислите, дали се хумани? Да. Јас имам 30 пати давано. До сега ми е 31. Одлично се чувствувам и што е предноста кој ќе дарувате крв? Како се чувствувате? Добро, супер се чувствувам и пожелувам на сите кои се посакуваат, кои се чувствуваат здрави да ја подадат својата рака за хуманост. Инаку првата акција во 2016 која што ја реализира службата за трансфузиологија при јавната установа Здравствен дом Гоце Делчев заедно со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и општинската организација на Црвен крст се одржа во општина Македонска Каменица, општина во која крводарителите се едни од најактивните во државата. Со прекогранична соработка со бугарски општини, неколку училишта во Штип и детските градинки планираат проекти за заштеда на енергија. Проектите за енергетска ефикасност добија подршка од комисиите во локалната самоуправа во Штип. Училиштата и детските градинки од Штип се насочени кон проекти за зголемување на енергетската ефикасност во нивните институции. За таа цел ќе аплицираат на повикот за партнерство со општини од Република Бугарија преку ИПА програмата за добивање на средства, со кои ќе ги подобрат условите за заштита на електрична енергија и нафта. Промена на прозорците е приоритет на основното училиште Димитар Влахов, кои за затоплување годишно трошат околу 25 тони нафта. Со оглед на проектот кој е планирано е да се сменаат сите прозори на целата училишна зграда, вклучувајќи ја тука и физкултурната сала, така да ќе се намали потрошувачката на нафта.
Со проект за заштеда на електрична енергија ќе аплицира и детската градинка Астибо. До сега градинката е прогласена за еко градинка и 3 пати има добиено еко знаме, со што сега е во трајна вредност на оваа институција. Ќе аплицираме за поставување на фотоволтаични панели за производство на електрична енергија во централниот клон на Астибо. Тоа значи голема заштеда за електричната енергија за нас во сите 4 клонови, а истите пари ќе ги реинвестираме во другите останатите потреби на градинката согласно програмата за работа. Исто така и основното училиште Славејко Арсов ќе аплицира за проект за поставување на фотоволтажни системи за производство на електрична енергија. Проектот е насловен "Сонцето е нашата иднина", а дел од проектот е насочен и кон обука на учениците и наставничкиот кадар за зачувување на средината и користење на обновливи извори на енергија. Панели, фотоволтаици, кои што ќе придонесат за производство на електрична енергија, кој што електрична енергија ќе ја поврземе со системот на грејење во училиштето и на тој начин ќе заштедиме нафта, а исто така и електрична енергија, која што електрична енергија ќе ја потоа користиме за одржување на системот за грејење и за ладење, а со тоа ќе придонесеме и да го намалиме согорувањето на нафтата и на штетните гасови кои што влијат врз околината и да ја заштитиме нашата животна околина. Проектите со кои ќе аплицираат училиштата и градинките денес беа представени и едногласно прифатени на Комисијата за финансии и буџет. 2 сообраќајни несреќи ноќеска на истокот резултираа со 2 тешко повредени и 1 со полесни повреди. Првата сообраќајна несреќа се случи вчера во 20 часот и 30 минути на магистралниот пат Кочани-Штип кај Кочанското село Тракање. Во несреќата учествувале тешко товарно возило и автомобил марка Hyundai, информира портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова. 50 на минути по полноќ на магистралниот пат Делчево Македонска Каменица, кај место викано Подпорен зид, се превртел автомобил со италијански регистарски таблички. Од овој сообраќајен инцидент тешко повреден е возачот, а сопатникот е со полесни повреди. Викендов во Штип се случи несекојдневна кражба. Од бутик за невестински фустани украдена е најновата колекција. Полицијата трага по сторителите. Кратците удрија и на венчаниците. Ова е редо како не и прв случај арамиите да посегнат во бутик за свечени тоалети. За време на викендот во еден од штипските бутици за венчаници во центарот на градот извршена е кражба на најновата колекција на венчаници, кои од бутикот биле изнесени преку отвор на вратата од само 20 на сантиметри. За време на викендот, сабота, недела, не знаеме точно кој ден, извршено е кражба во салонот за венчаници Бела, најновата колекција на венчаници и новата колекција на свечени фустани беше украдена со тоа што успешните кратци улезеле преку 20 сантима простор од вратата, значи вратата не беше целосно отворена, само долниот дел на вратата кај што се наоѓа лимот, плехот, преку тоа влегле и... Ова е нашиот труд од 4 месеци, така што материјалната штета е значително поголема од вредноста на свечените невестински тоалети, велат од оштетениот бутик. Сега пред сезона што ние сме вложиле труд на работа од 4 месеца, значи целиот тим на Бела. Колку во сума станува збор? Па некаде околу 240.000 денар. Случајот е пријавен во полиција. Од секторот за внатрешни работи потврдија дека во кражбата освен венчаници фустани украден и еден машки костим. Утре 15 јануари во период од 9 часот и 30 минути до 14 часот заради зафати на мрежата без електрична енергија ќе биде дел од село Крупиште Штипско. Утре без струја од 10 до 13 часот ќе бидат и објектите на улица Страшо Ербапче, 14-та бригада и дел од населбата Бавчалук кон село Лески. Прекин во снабдувањето со електрична енергија ќе има и во кочанските села Спанчево и Соколарци, и тоа во периодот од 10 до 14 часот.
5 лица загинаа, 39 се ранети при експлозија на автомобил бомба пред полициска станица во турскиот град Чанар. Од експлозијата на бомбата се урнале еден зид од полициската станица, како и дел од соседната стамбена зграда. Регионалната управа соопшти дека 2 лица загинале пред полициската станица, а 3 ги загубиле животите при уривањето на стамбената зграда. За сега никој не презаде одговорност за нападот, но властите обвинија дека тоа е дело на припадниците на курдската работничка партија. Голема лавина на француските Алпи затрупа група ученици и професор кои биле на екскурзија. Во несреќата 2 средношколци загинале, а по 5 се трага. Најмалку 3 лица загинаа, од кои 2 средношколци, а 2 лица се потешко повредени во лавина во скијачки центар на француските Алпи. Третиот загинат е турист од Украина. Пистите на овој зимски центар биле посебно оптоварени оваа среда, со оглед на тоа дека за вчера вечер беше планирано да се организира рушење на светскиот рекорд за слегување на пистите со факели. Во Русија се регистрирани 2 вакцини против вирусот Ебола, која во 2014 година ги однесе животите на неколку илјади луѓе во Западна Африка. Ова на седницата на владата на Русија кој изјави претседателот Владимир Путин, како што изјави министерката за здравство. Едната од вакцините е ефикасна за луѓето заболени од ХИВ. Таа рече дека кај сите вакцинирани има 100% неутрализација на вирусот при многу ниска концентрација на вакцината. Руска реч на македонски за сега не успеа да добие потврда од експертите за регистрација на вакцината. Откако ја совлада екипата на Бисимов од Велес со резултат 18-7, ракометниот клуб Делчево, кој што е учесник на зимскиот турнир Вардар, еден живот, една љубов, избори полуфинале, при што се сретна со екипата на ракометниот клуб Кале од Кичево. Во овој надпревар немаа доволно сили да го совладаат противникот и загубија со 13-7. За утеха останува денешното мало финале против екипата на Преспа од Ресен. Се одлично представување на ракометниот клуб Делчево на овој турнир на кој во изминатите години во 2 наврати го освоија еднаш третото место и еднаш беа први. Освен денешниот надпревар и женската група од Делчево утре заминува за Скопје, каде ќе се надпреварува со екипите кои што се пријавени на зимскиот турнир Вардар, еден живот, една љубов. Следниот понеделник стартува Австралија Опен. Отвореното тениско првенство на Австралија се одржува секој јануари во Мелбурн. Тоа е првиот од 4 Гранд Слем тениски турнири во годината. За прв пат се одржува во 1905 година, како и другите 3 Гранд Слеми. На него учествувале најдобро рангираните тениски играчи, а самиот турнир го носел името Шампионат на Австралија, се до појавата на отворените првенства во 1968 година. Најпрво надпреварите се играле на трева, но поради опасноста од тоа турнирот да падне во заборав, тој е преместен во Мелбурн парк на нови терени и од тогаш се игра на тврда подлога. Бидејќи се одвива во летниот период, отвореното тениско првенство на Австралија е познато по многу топлите денови и високите температури. Минатата година првиот светски рекет Новак Џоковиќ беше победник на отвореното првенство на Австралија, откако во финалето во Мелбурн го совлада Енди Мареј, меч кој траеше 2 часа и 40 минути. Организаторите на отвореното првенство на Австралија, првиот тениски Гранд Слем во годината, објавија дека го зголемиле наградниот фонд за учесниците на турнирот, како и за победниците. Ова е се во дневникот во 16:30. Останете со програмата на Канал Плюс, наредното издание е во 20 часот. Ви благодариме на вниманието.